После 27 години од независноста на Република Македонија, значи 2001, 16 години од рамковниот договор, едно од клучните барања кои албанците го имаат во Република Македонија, односно политичките партии кои ги представуваат албанците, со овој предлог закон за јазици, албанскиот јазик не станува службен јазик во Република Македонија. Имајќи го предвид законот кој е донесен во 2008 година, закон кој само беше закон за преведување на македонскиот јазик во албански јазик, значи закон само за кој се овозможуваше да се преведува македонскиот јазик во албански јазик, значи не го реши тој проблем. Согласно овој предлог закон, само имаме унапредување на албанскиот јазик по институциите на државата. Но никако не можеме да сметаме дека имаме службен јазик во Република Македонија. Без разлика на дебатите, контраверзните дебати кои се слушаат во јавноста, правните норми во самиот предлог закон тоа многу јасно го укажуваат. Затоа ние сметаме дека со овој закон, значи само се унапредува албанскиот јазик и ние ќе го поддржиме. Значи како политичка партија, Движењето БЕСА, и како парламентарна група во Собранието, ќе го поддржиме овој предлог закон, но како политички субјект и после усвојувањето на овој закон, сите овие барања ќе останат. Значи не само во Движењето БЕСА, сигурно и во другите политички партии, како чинители, дека со самото ово не се заокружува, значи албанскиот јазик како службен јазик. Значи повторувам, ние ќе го поддржиме во Собранието. Иако, значи како во владата имаме две политички субјекти албански, и ДУИ и Алијансата за албанците, и тие имаат должност, согласно изјавата на политичките партии на албанците, значи декларацијата на политичките партии на албанците, албанскиот јазик да биде службен јазик, но секако дека оваа заложба не се остварува со овој предлог закон и ќе остане отворено прашање, нажалост ќе остане отворено прашање и за во иднина да се занимаваме со ова прашање.